Прв разговор со гостин во студиото 3 на Македонската телевизија на актуелна тема, всушност која што ни ја поттикнаа настаните од минатата недела, земјотресите во Грција, кои што најмногу ги почувствува битолчани. За среќа не беа доволно силни да причинат сериозна материјална штета и човечки жртви, но сепак кога зборувавме за земјотресите, една од темите која што произлезе беше квалитетот на градбите на истите. Дали имаме квалитетни градби, дали се почитуваат стандардите за градба и што треба да знаеме при одбирање на недвижност. Ова се само дел од темите кои што утрово ги отвараме со нашиот гостин. Велам добро утро за професор доктор Грозде Алексовски, професор на Градижниот факултет и меѓу другото директор на Институтот за земјотресно инженерство и климатски промени. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Многу ми е мило што гостувам прв пат во вашето студио. И имаме многу интересна и актуелна тема, градбите за кои што секогаш е добро да се зборува гласно. Ги споменав земјотресите, според институтите, според информациите до кои што дојдов, сите објекти градени според пропишаните стандарди, професоре, со армирано бетонски конструкции, може да издржат земјотрес со интензитет од 9 целзиусови степени или 6,5 според Рихтер. Па овие информации ми го поттикна и прашањето дали се гради според стандардите во нашата земја? Па, воглавно можам да кажам дека стандардите се почитуваат. Добре. Особено новите стандарди кои што произлегоа во нашата држава после катастрофалниот земјотрес во Скопје во 1963 година, кога наеднаш станавме свесни за штетите и загубата на човечките животи што земјотресите ги носат со себе, па дојде до немиловно до освестување на инженерската јавност дека е потребно да се донесат вакви стандарди кои што дотогаш ги немаше. Можем да кажам само еден можда познат факт дека во Скопје, беше веќе во подем градот, се градеше уште пред земјотресот, обстојува само зградите кои што беа пресметувани на ветер. И влијанието на ветер е многу слично на влијанието од земјата. Тоа е хоризонтално обтоварување. Така да зградите градени непосредно пред земјотресот, а кои што биле пресметувани на влијание на ветер, обстоја. Значи, тоа уште еднаш покажува дека земјотресното влијание не е вообичаеното како вертикални натоварувања кои што доаѓаат од самата конструкција, од натоварувањата кои што произлегуваат од намената на објектот, нели, корисните натоварувања. Тоа се посебен тип и нивната јачина секако доаѓа, тоа е нели познато од физиката, од силината на земјотресот, односно оние тектонски придвижувања кои што се случуваат длабоко во земјината кора. Тие на земјината површина, каде што се градат објектите, се манифестираат преку дополнителни влијанија кои што се во хоризонтален правец и се или треба инженерите кои што проектираат да ги имат ниво предвид за да ги пресметаат конструкциите и да ги изградат. Земјотреси имало и ќе има и сеизмолозите не можат да ги предвидат апсолутно, но оно што е важно е да имаме објекти кои што ќе можат да издржат и да преживеат посилни потреси. И сега како стоиме на тема квалитетна градба со земјите од регионот? Па, мислам дека сосема сме конкурентни, затоа што методите на испитување на самите материјали, затоа што се квалитетот на една градба покрај она од димензиите на носивите елементи, носичките елементи, тоа се столбовите, гредите, меѓукатните конструкции, секако зависат и од квалитетот на материјалите кои што се
вградени. Во нашата држава има неколку акредитирани лаборатории кои што имаат повеќе или помалку акредитирани методи, така да компанијата Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии има акредитирано многу повеќе од 100 методи. На тој начин се обезбедува материјалот од кој што е изграден објектот да ги поседува еластомеханичките карактеристики, односно да ги издржи тие деформации. За да им објасниме посликовито на нашите гледачи, Так. што значи всушност квалитет на градба? Кои услови треба да бидат исполнети за една градба да биде квалитетна? Ако се секако мислите околу квалитетот на градбата, Да, да и може да ги издржи да. оние дополнителни влијанија од она што не можеме да го предвидиме. Така, Тоа да. се земјотресите. Тоа значи дека во самата градба треба да биде доволно еластична, да после престанокот на самиот земјотрес да се врати во првобитната состојба и да претрпи минимални оштетувања кои што нема да доведат до колапс. Секако не е можно да се проектира градба која што нема да има никакви пукнатини, но меѓутоа тие не се конструктивни, тие се манифестираат на малтерот, меѓутоа внатре во конструктивните елементи тие треба да бидат проектирани така, значи материјалите од кои што ќе бидат изведени и секако потоа испитани дали е тоа постигнатиот проектиран квалитет ги задоволува оние математички релации кои што се предпоставени при самото пресметување за однесувањето на конструкцијата. Секој не сме да гради и на тоа меѓу другото за жал не подсетуваат и земјотресите кои што меѓу другото подсетуваат и дека државата треба да има посилна контрола во однос на тоа кој гради и како гради. Ја има ли истата и кои се државни институции се надлежни за контрола на градбите? Па вака, секако дека направено е со најновата верзија на Законот за градење и воведувањето на членот 4А, каде што се предвидува контрола на градбите во 3 фази. Прво, дали е проектот добар, потоа дали е изведена градбата на некаде на повеќе од 50% изграденост и на крај на 100% изграденост, со посебни недеструктивни методи се испитува самиот квалитет на градбата, значи за да може да се превземат мерки навреме ако нешто се случило. Сепак се случува, може не сакајќи да се направат пропусти. И овие мерки државата ги контролира на тој начин што од релевантна институција, една од тие институции е институтот ИЗИКП од каде што доаѓам во моментов и ИЗИС, која што беше до предминатата година, да издаваат мислење по однос на проектираниот и изведениот степен на сизмичка заштита. Без таквиот документ не може да се добие употребна дозвола на самиот објект. Државата и државните институции ја вршат контролата по службен пат. Но дали изведувачите изминативе години вам ве контактирале за совет за квалитетот на градбата, имајќи предвид дека имате долгогодишно искуство како професор на градежниот факултет и во моментов како прв човек на институтот? Так, секако и секогаш оние совесни градители и пред да постои институтот ги консултирале професорите од градежниот факултет за градбите, односно за некои посложени градби, затоа што традицијата на градење во нашата држава е со векови, имаме добра традиција, меѓутоа за посложените градби секогаш сме биле консултирани и сега со воведувањето на овие мисли тоа е и законска обврска. Меѓутоа можам да кажам дека совестите градители тоа го правеле и без да им биде наложено. Кога се бара стан меѓу нас, кои што не ја познаваме
добро струката, градежништвото. Многу често знаеме да слушнеме совет: купете станови кои што се градени по земјотресот и пред модернава урбанизација во државата, и веројатно тоа најмногу се кажува поради квалитетот на материјалите кои што биле дел од тогашните градби. Но она што ме интересира, дали денешните, сегашните инвеститори сакаат да се унапредуваат користејќи нормални, модерни, квалитетни техники во изградба на новите станбени објекти? Вака, кога се однесува до материјалите за градење на скелето на зградата, значи што ја прави цврста и отпорна на влијанијата, особено зборуваме за земјотресните влијанија, нема некој напредок во тоа каков тип на материјал, сепак армираниот бетон и се уште челикот почнува да се пробива, е материјал кој што не е скорашен, меѓутоа начините на вградувањето со оние нови технологии е напреднат, и сега навистина сакајќи да се добие во време, може да затаи тука тој квалитет, меѓутоа потребно е да се контролира онака како што е пропишано. Прописите тоа го предвидуваат, и ако не се повеќе градители не градат на своја рака, значи ги прават тие контроли периодично. Си има стандарди на колкава количина на бетон треба да се направат испитувања на тие, на квалитетот на армираниот бетон, дали е тој задоволен. Она што се нови материјали повеќе се користат во фасадата и во надворештото обликување, но тоа не ја прави зградата цврста. Сега тука во однос на прашањето што купувачите на станови, како купувачи на недвижнини би требало да обрнат внимание, тие се секогаш добре дојдени, и не сум единствен професорот градежниот факултет каде што дошле да ме праша за совет, што мислиме за оваа и оваа зграда, дали го знаеме тој градител, дали сме учествувале во некој својство. И се наметнува една потреба да се воспостави институција, советник или значи консултант, кој што ќе биде достапен на граѓаните, за да тие го прашаат, и секако со сите совет на консултантски услуги си има своја тарифа, некој тарифник, и тогаш граѓаните ќе нема да има потреба да бараат врска, дали знаете некој професор од ваму да го прашаме. Што може да ни сугерира дали градбата е квалитетна, да. Вообичаено кога се одбира дом, многу често идните сопственици сакаат да видат колку може да импровизираат во истиот со доградби и надградби. Она што ме интересира, колку овие доградби на становите знаат да бидат ризични во услови на земјотрес? Па вака, ако доградбите не се направени онака како што налагаат прописите, прописот вери дека после доградба или надградба се измичката отпорност на објектот треба да го задржи истиот степен или да биде подобрен. Многу често тоа не се остварува, затоа што доаѓа и доградбата и надградбата доаѓа дека да се лепат конструкциите една за друга. Да, лепење може, нели, некако, меѓутоа тоа не е онака едноставно, и потребно е сериозни анализи да се направат за да се обезбеди врска, ако дозволува постоечката градба, врска со новата, или пак новата градба да се сосема одвои дилатационо со некој растојание кое што нема да направи интеракција на едната со другата градба. И тие се двата методи. Секако тие се малку повеќе чинат и за изведба и потребно е знаење за нивно пресметување, кое што можам да кажам дека на градежниот факултет се нуди. Има науката, ги следиме светските трендови, соработуваме со светски универзитети,
работи, така да ги следиме техниките на пресметување и можеме тука да бидеме сигурни дека дури и иако не ги сакаме, нели тие се по-тешки за изведување, тие не би ги анулирал како да не постојат. Велите, целта е да се воспостават советници кои објективно ќе може да ги советуваат граѓаните при изборот на градба, но до тогаш. Што е оно што треба да го знаат идните собственици на недвижност кога ја купуваат истата? Кои се најнеопходните прашања кои што треба да ги постават, а се поврзани со станот или објектот кој што сакаат да го купат? Па, ода прво што јас секогаш би правил и сум имал искуство е да го видам проектот, дали е тој проектиран врз основа на стандарди, врз основа на локацијата, затоа што не е се исто да се купи стан во Скопје или да се купи во некој друго подрачје во Македонија, затоа што степените на сеизмичност нели варираат од 7 до 9 степени по европската макросеизмичка скала. Прво тоа, дали е тој проектиран, дали ги задоволи, а потоа оние потврди, сертификати за квалитетот на материјалот. Дури на трето место би го ставил дали е тоа дали плочките, нели ентериерното обредување. Тоа што секогаш се гледа за жал, да. 15 на минути сум апсолутно свесна дека ни беа многу малку за денешниот разговор, но ќе оставиме и простор за се она што не одговоривме да го направиме во следното гостување. Да, ќе ви биде задоволство во секое време да одговорам вашиот. Задоволството беше моја. Благодарам професоре за гостувањето во утринската програма.